пете области за првата година од новата влада. За премиерот Мицкоски, СДСМ боледува од стокхолмски синдром. Премиерот Мицкоски очекува силна порака од Европскиот парламент за македонскиот идентитет и јазик. Бугарскиот удар со придавка сегашен или модерен е амортизиран, тврди Мицкоски. СДСМ преку панел дискусија со бројни критики кон владата на првата годишнина од нејзиното формирање и преддавањето отчет за остварените ветувања од програмата. Што најмногу се критикуваше, во живо го прашувам Зоран Јаневски. Македонија понижена, ова беше слоганот на опозицијската СДСМ по повод една година од превземањето на власта од страна на ВМРО ДПМН Евлен Издам. На партиска трибина поранешни министри, високи партиски функционери, но и лидерот на партијата Венко Филипче ја критикуваа власта за владењето по една година од превземањето на власта. Според председателот на СДСМ Филипче, наместо горда како што најавувале ВМРО ДПМН, по една година од превземањето на власта, државата била понижена и несигурна. Како што велат од партијата, во изминатата година државата се соочува со зголемена инфлација, плати кои повеќе не растат, зголемен криминал, контролирано правосудство. Обвинија дека досега државата никогаш повеќе не била задолжена после прва година од превземање на власта. Тврдат дека во само една година државата се задолжила со 7 милиарди евра, а оваа сума во следниот период, како што најавиле од власта, и дополнително ќе се зголемува. Ја имаме изјавата од Филипче, предлагам да ја погледнеме. Ветуваа ред и рационализација на администрацијата. Ветуваа мерит систем. А што добивме? Нови министерства и јадници партиски вработувања. Листи за вработување по штабови кои се споделуваат на социјалните мрежи. Нивните функционери отворено кажуваат дека вработувањето во болниците и секаде на друго место се прави исклучиво по партиска заслуга. Тоа кажуваат гордо, без срам, како да е нешто нормално. ВМРО ДПМН ја претвори администрацијата во огледало на нивниот систем. Зоран, каков е ставот на СДСМ по актуелните случувања во однос на евроинтеграциите, каде и двете партии најмногу всушност се разликуваат? Да, според лидерот на опозицијската СДСМ Венко Филипче, државата, односно власта, не сака да ја види државата во европското семејство. Тврди дека биле само пропаганда тврдењата на премиерот Христијан Мицкоски дека тој ќе преговара за подобри позиции на државата во односа на спорот со Бугарија. Според зборовите на Венко Филипче, јазикот и идентитетот веќе биле утврдени со францускиот предлог кој беше усвоен токму во време на нивното владење, па останале само пропаганда тврдењата дека ќе се преговараат подобри позиции. Според Венко Филипче, доколку власта го сакала тоа, ќе имало и повеќе средби, односно власта ќе барала средби со европските челници. Еве ја изјавата. Не направија ништо, да барем се обидат, така како што ветува, нашата преговарачка позиција да ја подобрат. Па да беше така, секојдневно ќе бараа средби со представниците и на Брисел и на Софија да се разговара и работите да се подобрат. Имајќи предвид дека тоа не се случува, јасно е дека сето тоа е само една лажна заложба, сето тоа е само една пропаганда. Оваа влада не сака Македонија да ја види во Европската унија. Зорани, како реагира премиерот Мицкоски на денешниот панел? Да, одговарајќи на новинарски прашања, премиерот Христијан Мицкоски вели дека всушност најголемото понижување државата го имала токму со власта предводена од СДСМ. Во изминатата година од превземањето на власта, како што вели Мицкоски, се работело на затворање на дупките направени токму од нивните предходници. Мицкоски вели пораснале пензиите, платите на просветните и здравствените работници, а се инвестирало и во инфраструктурни проекти. Според премиерот и председател на ВМРО ДПМН Христијан Мицкоски, опозицијата страдала од стокхолмски синдром, а настанот под слоганот Македонија понижена го гледа како брендирање на опозицијската СДСМ. Еве ја изјавата. Фројд во полно светло работи во опозицијската СДСМ
и таму предпоставувам има неколкумина кои што имаат силно чувство развиено на стокхолмски синдром, кога жртвата се влюбува во ловецот, па така и тие од СДСМ, политичката партија која што ја понижи, ја клекна, ја упустоши и разграби Македонија, денеска зборува за понижена Македонија, не напротив, денеска Македонија полека, но сигурно станува горда. Сето тоа кое што ние го правивме оваа година дена беше токму она кое што тие го понижија, украдоа, омаловажија, да го исправиме. Зоран, за крај, кога ќе биде впрочем отчетот една година влада? Да, веќе од владата најавија дека во текот на утрешниот ден, односно утре вечера во 20 часот, ќе се одржи централниот настан по повод една година од формирањето на владата. Зоран Јаневски во живо за случувањата поврзани со една година од формирањето на владата. Премиерот Мицкоски очекува силна порака од Европскиот парламент за македонскиот идентитет и јазик во извештајот чие гласање е одложено за во вторник. Иако деновиве бугарската дипломатија силно работеше да се смени вековниот идентитет на македонскиот народ со придавки како сегашен или модерен, Мицкоски вели дека тој удар е амортизиран. Со засилена дипломатска активност, Софија се обидувала да го спречи носењето на извештајот на известувачот на Европскиот парламент Томас Вајц, кој според најавите во вторник треба да се гласа на Комисијата за надворешни работи во Европарламентот. Сепак, премиерот Мицкоски е убеден дека извештајот како таков ќе добие поддршка од европските пратеници и Бугарија нема да успее да вметне придавки како современ или модерен македонски идентитет и јазик. Морам да признам, овие денови добив многу вознемирувачки информации кои што доаѓа од таму за една силна активност на одредени политичари во Брисел. Имавме организирана активност заедно и со министерот за надворешни работи изминативе денови. Јас успеав да контактирам со сите од Брисел и со буквално со сите. Не е битно. И мислам дека успеавме некако да го амортизираме оној удар кој што повторно некој сакаше да го нанесе врз македонскиот идентитет и јазик. Гласањето на извештајот на Томас Вајц беше презакажано за вторник по негово барање со образложение дека бил сведок на интензивни политички дебати околу извештајот, но дека апсолутно стои за документот за кој во преговорите и компромисите, како што рече, биле вклучени сите пратенички групи во Европарламентот. Бугарските европратеници пак тврдеа дека самиот известувач бил премногу близок до Скопје. Во писмо на 18 представници на Бугарија во Европскиот парламент се осудува известувачот Вајц. Во писмото се тврди и дека македонската влада влијаела врз неговото водење на преговорите. Дополнително, во вторник почнува НАТО самитот во Хаг, на кое можна средба меѓу официјални представници на Скопје и Софија. Иако македонската влада очекува дека такво нешто е можно, се уште нема одговор од официјална Софија. Во Хаг од Скопје ќе отпатува претседателката на државата Гордана Силјановска-Давкова, а од Софија премиерот Росен Желјасков. Даниел Василев, Сител телевизија. За 300 вработени во клиничкиот центар во Скопје има обезбедено паркинг во комплексот Лимак. За останатите 2200 се уште нема решение освен паркингот во клинички. Министерот Алију ќе постави интерактивни табли за полесно движење во округот на клиничкиот центар. Меѓу првите поголеми задачи ќе му биде и промена на методологијата на креирање буџет на здравството и платформа со вештачка интелигенција за брз одговор на сите прашања. Министерот за здравство ќе ги пренасочи вработените од клинички да паркираат на приватното паркиралиште во Лимак. На овој начин Алију планира да ослободи повеќе простор за граѓаните. Се работи за околу 300 паркинг места од вкупно 2500 вработени. Во меѓувреме, Министерството прави мапирање на просторот, а во план е да бидат поставени и интерактивни табли за полесно движење во кругот на клинички. План за долгорочно решение се уште нема. Ќе има 24 часа пристап до паркинг местата во просториите на Лимак. Од 1 јули овој паркинг простор ќе биде ставен во функција и достапен 24 часа, се наоѓа на оддалеченост од приближно 5 минути пешачење од било која клиника во Мајка Тереза.
Feasibility студиите се направени за надоградба или доградба на простор, паркинг простор. Јас, како што реков, паркингот мора да биде поврзан и иднината на паркингот мора да биде поврзана со иднината на клиничкиот центар. Меѓу првите работи на кои се фокусира е да промени методологијата на креирање буџет на здравството, а најави и платформа со помош на вештачка интелигенција, на која секој граѓанин ќе добива брзо одговор на сите прашања. Прво што барав од владата, барав експерти од Министерство за финансии, наши експерти тука, за да може да седнеме и да креираме нова методологија на креирање и буџетирање на здравството. Зошто? Веќе здравството е многу специфично и не може да креирате буџет базиран на историја 10 години заради демографија, заради нови болести, нов пристап. Министерот вели се уште не се екипирале во Министерството и не знае со каков капацитет располага, бидејќи голем број вработени користат годишни одмори. Токму поради таа причина и не може да донесе оценка какви се состојбите во здравството од кога стапил на функција. Мирена Давидовска, Сител телевизија. Во меѓувреме, состојбата со медицинскиот кадар во околностозглобната болница Свети Еразма во Охрид станува проблематична. Неопходни се десетина вработувања, пред се на анестезиолози и медицински сестри. Директорот уверува дека и вака некако можат да одговорат на потребите на Охрид, но со летната сезона се зголемува интензитетот и обемот на работа. Недостигаат анестезиолози и медицински сестри во специјалната болница за ортопедија и травматологија Свети Еразма во Охрид. Иако моментално неопходни се 10 до 15 нови вработувања, директорот Харалампија Шокаровски уверува дека може да одговорат на потребите на градот. Во моментов најнеопходни се некаде околу 10-15 вработувања би ги задоволиле, меѓутоа како што и динамиката со природен одлив на персонал, така да треба тоа константно да се надополнуваат. Така да мислам во дослуг сме и со министерства, така да се работи и на тоа. Мислам дека во најскоро време ќе бидат исполнети и тие кадровски потреби. Со стартот на летната сезона се зголемува бројот на сообраќајни незгоди и пациенти кои со тешки телесни повреди се лекуваат во косноцглобна. Посебно во ваква институција кај што се третираат травматолошки повреди кај пациентите, апсолутно како што се зголемува сезоната, така се зголемува и бројот на третирани пациенти. Процентуално кажано, кога се зголема бројот на сообраќајни незгоди, се зголемува и сериозноста на повредените пациенти, така да добар дел од нив се и сериозно повредени со тешки телесни повреди се, кои што бараат потоа оперативно лекување, така да добар дел од пациентите се со тешки телесни повреди. Во специјалната болница за ортопедија и травматологија, која зад себе има голем број успешно извршени интервенции и спасени животи, се лекуваат пациенти од целиот југозападен регион и пошироко. Нина Ритоновска, Сител телевизија. Пуштен во употреба реконструираниот пат Понов мост Богданци во должина од 4,8 км, инвестиција од 5 милиони евра. Делницата е целосно рехабилитирана, изваден е стариот асфалт, тампонот и постелката и поставена е нова постелка тампон и 2 слоја нов асфалт. Рехабилитиран е и мостот пред Богданци. На пуштањето во употреба присуствуваа премиерот, вице-премиерот Николовски и директорот на државни патишта Трајановски. Овој пат е рехабилитиран во делот од Понов мост, значи во делот од кај Гевгелија, па се до влезот во Богданци. Должината на овој патен правец кој што е рехабилитиран е 4,8 км. Вредноста е 5 милиони евра. Средства обезбедени од буџетот на јавното претпријатие државни патишта. Ова беше исто така еден од заглавените проекти кои што ги наследивме, но еве денеска се завршува, имаме нов модерен пат кој што целиот овој регион го поврзува со коридорот 10, преку тоа го поврзува покрај со Гевгелија и со соседна Грција и со соседна Србија, го поврзува и со главниот град Скопје и овозможува многу можности. Со завршување на вториот повик за
аплицирање на проекти кои што ќе ги финансираме од државниот буџет, се однесуваат на единиците на локална самоуправа, општините, плюс оние кои што беа од првиот повик, вкупно ќе имаме околу 1200 градилишта. Нешто што не се случило никогаш до сега во независна Македонија. Ќе го фатили владата за дадениот рок за изградба на автопатот Кичево-Скопје? Каде се уште се гради и со кои проблеми се соочува? Имаме ли домашен капацитет за изградба на најавените стратешки инфраструктурни проекти? Каков градоначалник му треба на Скопје? Тема на денот со директорот на државни патишта Гоце Трајановски. Агенцијата за храна и ветеринарство најостро го осудува обидот на ВД градоначалникот на општина Кочани, Венко Крстевски, за оцрнување на стручноста и професионалноста на агенцијата и нејзините вработени инспектори преку социјалните мрежи, глумејќи инспектор во угостителски објекти, за кои тврди дека се дивоградби. Професионално АХВ не навлегува во ингеренциите на други институции, но за наводите на ВД градоначалникот во однос на работењето на АХВ, само го информираме дека агенцијата не издава никакви хасап дозволи, како што тврди тој во јавноста, туку ја контролира работата на операторите со храна, само и исклучиво од аспект на исполнетост на општите и посебните услови за безбедност согласно законските и подзаконските акти кои ја уредуваат оваа материја, регистрирајќи ги како оператори со храна во регистарот на институцијата. Токму според овие прописи, ВД градоначалникот не е овластено лице и не смее да врши контрола кај операторите со храна, која се подготвува во угостителските објекти, кои тој ги контролира и која може да ја контаминира влегувајќи во кујните без заштитна облека и поседување санитарна книшка за потврдување на неговиот личен здравствен статус. Во ниту еден пропис, ниту во националните, ниту во европските, не е дефинирано дали и какви фуги треба да има на плочките во кујните, а вработените лица во двете засебни кујни може да користат посебен санитарен јазол, што, како што беше јасно од видеото, дека е од угостителот е обезбедено, како засебно од она наменето за гостите. Агенцијата за храна и ветеринарство е стручна институција, а вработените професионално ја вршат својата работа. Инспекцијските контроли се спроведуваат согласно годишниот план за инспекцијски надзори и по поднесени представки и иницијативи за воредни инспекцијски надзори, се вели во реакцијата на Агенцијата за храна и ветеринарство. Детското одморалиште Малешево кај Берово 2 децении е оставено на забот на времето. Наградениот објект ниту се реконструира, ниту се дава под концесија. Во 2014 година пропадна и единствениот обид за негова продажба, оти не се постигна ниту почетната цена од 515.000 евра. Во детското одморалиште Малешево кај Берово веќе 2 децении нема деца. Објектот е во катастрофална состојба и оставен на забот на времето. Првиот човек на општината истакна дека подолг период иницира изнаоѓање на решение, но потребна е согласност од централната власт. Имаше во едно минето време постапка за издавање на долгорочен закуп. Според нашите информации истиот е поништен, значи со ревизија утврдено дека има направено пропусти во постапката и дека ќе се повтори постапката. Меѓутоа чекавме подолго време како општина, значи немаше никаква активност и од владата, практично нема никаква активност околу било каква издавање под закуп или решавање на проблемот кој навистина е грда слика за нашиот туристички бисер Беровско езеро, каде што овој објект секојдневно се распаѓа и имото целиот е обраснат и е грда слика за туризмот во Берово. Заменик министерот за социјална политика, демографија и млади вели дека е побарано да се направи проценка за ова одморалиште, како и за останатите 5 на ниво на државата, со цел да не се распаѓаат и да бидат корисни како претходно. Цените се согласно законот во овој момент постои можност за директна продажба, која што се користи нели како модел за јавно приватно партнерство, кој што така значи можност согласно законот, а секако и доколку се донесе одлука и владата е на став да истите бидат реконструирани од страна на ресорното министерство и истите да бидат во функција како што е нели е нивната намена во моментот, односно како детски одморалиште. Во 2014 година државата го огласи Малешево за продажба. Одморалиштето со 4000
10.000 метри квадратни имаше почетна цена од 515.000 евра, но и покрај големиот интерес од страна на инвеститорите не беше постигната почетната цена. Во 2023 година општина Берово побара од Министерството за труд и социјална политика да го добие Малешево во своја надлежност, да го обнови и да го стави во функција, но барањето им беше одбиено. За Сител, Трајан Ристовски. Историската патека на американската мисионерка Мис Стоун, инаку вековечена и во македонската кинематографија, ќе привлекува туристи. Преку граничниот проект помеѓу општините Василево и Кресна во Бугарија, ќе користат патеката за развој на туризмот со инвестиција од речиси милион евра. Патеката по која се движела американската мисионерка Мис Стоун ќе прирасне во нова туристичка рута во општина Василево. Проектот е дел од прекуграничната соработка со општина Кресна од Република Бугарија и вклучува развој на културни, историски и вински туризам, како и унапредување на инфраструктурата за 4-сезонска туристичка понуда. Рутата по стапките на Мис Стоун ќе биде брендирана и промовирана како културно-историска дестинација и ќе вклучува спомен соба посветена на нејзиниот престој во регионот. Истовремено, во бугарските општини Кресна и Струмјани ќе се развива винска рута, фокусирана на автохтоната сорта грозје Керацута. Овие активности се дел од заеднички прекуграничен проект вреден над 967.000 евра, финансиран преку ИПА програмата за прекугранична соработка. Значењето на самиот проект е огромно, не само од аспект на инфраструктурата, туку и на приближувањето на самите граѓани од двете општини. Во самиот проект има предвидено форуми, обуки кои што ќе бидат присутни граѓаните секој од двете општини и на тој начин ќе ги препознаат и ќе ги презентираме потребите, можностите на регионите од двете страни на границата. Проектот предвидува и реконструкција на Домот на културата во селото Градашорци и на поранешниот пионерски камп на Пирин планина, кој ќе се пренамени во екоцентар. Ќе изградиме модерен екоцентар. Ќе изградиме модерен екоцентар во местноста Синаница, кој се наоѓа на 15 километри од градот Кресна. Се работи за исклучително важен проект, кој меѓу другото ќе може да се искористи и за проекти од типот на зелени училишта, а децата од двете држави ќе имаат можност да се запознаат со посебностите на нашиот регион и Пирин планина, како и целиот биодиверзитет. Екоцентарот ќе биде целосно енергетски ефикасен со фотоволтаични системи и можност за производство на електрична енергија. За зголемување на видливост и достапноста на новите дестинации, проектот предвидува изработка на виртуелни тури, промотивни видеа, како и веб страници посветени на новокреираните туристички рути и понуди. Зоран Ѓорѓиев за Сител телевизија. За градежната офанзива за изградбата на легендарниот автопат до Охрид, за желбите и кандидатурите за локалните избори, каков градоначалник му треба на град Скопје, во тема на денот со актуелниот директор на државни патишта Коце Трајановски. Пријатно.